Како што кажав, реакции од сите страни, реакции за случувањата околу политичката сцена, договорите и преговорите денеска од Демократската партија на турците во Македонија велат ваквите решенија се неприфатливи и задираат во унитарниот карактер на државата. Според нив, ова е една вешта политичка игра која може да предизвика поголеми тензии. А токму на оваа тема и вечерва во студиото го имам доцент доктор Зеки Рамчиловиќ, кој што е пратеник, но доаѓа и од Сдруженијето на бошњаците, односно на едно од малцинствата во Република Македонија, кој што како е засегнато од сето ова што се случува сега, да не речам, ставено во незавидна позиција. Ви имавте вчера еден фейсбук статус кој што беше навистина силен, во кој што кажувате дека бошњаците секогаш биле дел од оваа Македонија, се сакаат оваа држава и овие работи не треба да се случуваат, ниту да се прифатат. Најпрвин добро вечер. Да, статусот предизвика многу внимание и навистина и бошњаците како и сите граѓани на Македонија се загрижени од сите последни случувања. Бошњаците како дел од Македонија, значи и не само Македонија, тие секогаш се лојални кон својата држава, но во ситуација сме кога навистина не можевме, лично и јас и како пратеник и представник на бошњаците во парламентот, не можев да не јавно да не напишам, бидејќи за жал немавме друга можност со оглед на сите случувања и начинот на кој што се водат сите овие преговори. Инаку мислам околу самиот статус, без многу тука парафразирање, се губи мултиетничкиот концепт. Она што ја краси Македонија, мислам дека се губи на овој начин. Јас дуализам се добива, албанци, македонци, толку. Не постои никој друг, излегува така работата според ова. Излегува таква работава. Јас тука морам да кажам, мислам сите барања се легитимни. Не навлегувам на тоа што македонските албанци, значи представниците на политичките партии, значи седнале, се договориле и обично при преговори, при барање секогаш се поставуваат максималистички барања. Свесен сум дека е нивно е да бараат нормално така. И меѓутоа во фаза на преговорите, значи очекував без оглед на тоа што и како е, тоа што слушавме, тоа што видовме во јавноста, дека ќе се направи нешто кое ќе биде во интерес на државата, на сите граѓани, нешто што нема да предизвика, значи револт ниту кај една заедница, од друга страна ни најмалку да не ги загрози, искрено почнувам од бошњаците како припадник на таа заедница, меѓутоа и на сите други. Сепак Македонија таква каква што е, на овој начин па мислам дека тие темели на кои што постои во минатото, дека ќе се редефинираат, за жал. Самиот рековте, очекувавте во договорите, преговорите од максималистичките барања на албанската страна, нели да се дојде на некоја средина, да речеме некој компромис, но од друга страна имавме сосема спротивна ситуација, се беше прифатено. Па сега на некој начин, на некои работи па не може ни да видиме дали е се прифатено и што е прифатено, уствари што не е. Енигма е договорот. Најмногу дознавме токму од представниците на политичките, поточно од ДУИ, партијата која што го има најголем дел од пратениците албанци, од тие парцијални изјави и евентуално некои изјави на експерти кои што на некој начин секогаш излегуваат во јавноста да како некои пробни балони да пуштат во јавноста, меѓутоа ништо од тоа конкретно. Но фактот со изјавите што излегува во јавноста, сепак тука се навистина се отворија многу прашања кои што на некој начин, како што кажав, преска, значи се разговара, се договара, значи дојдовме во ситуација да СДСМ како условно кажано, некој кој што се бори да го добие мандатот и да формира влада, да воопшто, значи, нетранспарентно, максимално, значи, во тајност, дури што е по мене најтрагично, значи, да не се консултира воопшто ниво, мада, може би сега, кога ќе размислам, може би тоа и ми било целта кога ги правиле кандидатските листи, бидејќи, за разлика од ВМРО во СДСМ, значи, ние немаме некој, мислам само освен Дом, ние немаме некои политички партии, дури и Дом по ова прашање воопшто не е консултирана. Значи, СДСМ на почетокот на своите листи стави поединци и од другите етнички заедници, меѓутоа под еден превес на граѓанството, на граѓанска опција, сите ние сме граѓани на оваа држава, што е секако во ред, излегува нешто друго. Сега, како тие поединци, таа нема ни обврска да се консултира со нив, значи, или нешто да ги информира барем, туку едноставно си преговара и ние си слушаме што едноставно некои работи кои ќе слушнеме онака делуваат многу да не кажам баш сосема нелогично. И на тој начин
навистина се логичен е револтот и мислам јас посебно кај мнозинската заедница, кај македонците, дотолку што и на последните избори, значи токму СДСМ која што фактички ги води преговорите и се обидува, значи веќе ете нели ги доби тие потписи, очекува да добие мандат и слично. Го нема мнозинството, значи од македонските граѓани, од мнозинството македонци, меѓутоа во случајов на тој начин што стави одредени поединци во своите редови, таа доби дели од албанските гласови, албанските, меѓутоа ете да кажеме дели од останатите етнички заедници. Но тоа секако значи требаше барем да го испочитува и да на некој начин се консултира. Јас можам да кажам дека тоа се гледаше и процесот кога ВМРО беше во преговори за формирање на влада. Тие за сите значи работи, прашања ги свикуваа коалиционите партнери. Тоа не се малце, значи 25 политички партии, над 10 на здруженија. Ете, јас доаѓам од Здружение на бошњаците, плюс имаме 2 партии на бошњаците кои се во коалицијата. Значи сите тие беа консултирани. И јас, моите, мислам, но пред се, сакам да кажам, ставовите на здружението, ние ги кажавме, тие се познати на коалициониот партнер и буквално се однесуваат за доброто на граѓаните, за доброто на бошњачката заедница и сите оние понатамошни, значи чекори кои што едноставно сме разговарали, сме се договарали. Меѓутоа на ваков начин навистина е ситуацијава крајно, мислам, да не кажам и драматична. Вела дека доколку овој закон се протне некако, страшно што воопшто постои, меѓутоа еве и доколку заживеа, да речеме, буквално се бришат сите останати заедници во Република Македонија, не постојат затоа што во тој член од 5 од Уставот се бара да не биде 20% од албанска, туку да стои само албанската заедница. Така, да. На некој начин тука веќе ако оставиме сега правниците подобро ќе го толкуваат тоа секако, меѓутоа се руши суштината на самиот рамковен договор. Тој самиот по себе исто така беше дискриминирачки, дури и тогаш има реакции секогаш и на различни трибини, дури своји статии, трудови што сум пишувал, значи правејќи анализи, значи и самиот по себе и тогаш беше дискриминирачки, бидејќи на некој начин става една граница 20% и другите. По тоа над 20% и тоа над 20% и тоа. И во случајов сега дополнително, значи ќе се маргинализираат етнички заедници. Ете и тоа ќе го кажам, пошто кога викаме помали етнички заедници, се подразбира помали по број. Меѓутоа често знаат да кажат помали етнички заедници, па не сме ние помали. И да на тој термин некогаш има реакции. Доколку се помали бројчено, не значи дека се помалку битници, тоа се граѓани на Република Македонија. Сега токму оние што некогаш кога ќе се каже помалите етнички заедници повикуваа на тоа, треба да кажат да, значи ако сме помали по број, ние не сме ништо помали од да кажеме албанците, дури еве ако бошњаците, турците се исто така прилично голема заедница во Македонија. И ако идеме на овој начин, значи со воведувањето во членот 5 сега да наместо заедницата која што е на 20% и слично да стои албанскиот јазик, значи веќе можеби во некои општини, можеби можеме ние да зборуваме и понатаму, можеби и некоја друга заедница ќе биде на 20%. Како и да е, значи сам ова ќе се ограничи за воиднина. Тоа е навистина е јас зошто ова го кажувам и зошто и мора едноставно да се реагира, бидејќи поучени од минатото, слично беше и во 2004 кога се правеше територијалната организација. Мислам, па да, може и да се спомне, истите актери, СДСМ и ДУИ, на преговарачка маса, направија територијална организација која што на некој начин не само на еве јас пак да не навлегувам за други, ќе зборувам за својата заедница, значи ги остави повторно бошњаците беа на некој начин изиграни, бидејќи не од сите, значи не добија општина која што има на 20%. Уствари не добија општина, туку има една постоечка општина Житоше, која што беше укината, иако имаше и тогаш ставови, може да се видат и стенографски белешки, значи тогаш опозиција ВМРО, значи која што сметаше на мултиетничкиот концепт на државата дека и бошњаците треба барем во една општина да се над 20%, и токму поради пак викаме овие дискриминирачки на некој начин закони и проценти кога се ставаат. Така да ако се навратам во минатото сега
пак не ми дава за право да верувам дека нешто ќе останатите етнички заедници ќе добијат нешто. Така да барем да имаше нешто, некој да ги споменеше. Јас не може, еве да кажеме, освен во СДСМ и во ДУИ имаше кандидати бошњаци на листите. Значи има членови, има поддржувачи, тоа е сосема легитимно, мислам, право. Токму така, да. Меѓутоа, во случајов и покрај тоа, исто како што беше и тогаш, и 2004 ние имавме бошњаци, имавме два представника и тоа во опозиција. Значи едниот беше директно СДСМ член, другиот беше од коалиционен партнер Бошњачка демократска лига на бошњаците, значи. И покрај тоа, што беа во опозиција и дури малце лицемерно по мене беше тоа, ако сме во коалиција од СДСМ и ДУИ, кон тие своји, да они стават амандмани, а ние треба да се договараме за нешто кое што ќе биде за добро на сите граѓани. Значи договор не постои туку како ќе одлучат за жал, о начинот на кој што сега идеа преговорите и се уште сето ова како не ми дава за право да верувам дека нешто позитивно, освен со тоа што не само што етничките заедници значи ќе бидат и понатаму повеќе маргинализирани, туку едноставно ќе се наруши и граѓанскиот концепт, мултиетничкото општество. Значи мислам дека за жал ова ќе предизвика многу крупни промени кои што секако нема да донеса добро и мислам, надминувањето на фактички ние на овој начин се почнам влегуваме во уште поголема криза. Токму така. Морам да прочитам еден дел од вашиот статус. Велите, бошњаците се честит народ и секогаш сме биле со нашите сограѓани во добро и во лошо. Бошњаците овој пат се ставаат против решението со кој се разградува државата и се фаворизира една заедница за сметка на друга. Премногу сме мудри за да потпаднеме на лудилото со кое ќе се прокоцка државата. Оваа игра е многу поголема од тоа што личи. Велите на крај. Со оглед на сите случувања, на вистина така ми изгледа. Како што реков, дури и самиот концепт на формирање на листите на СДСМ, значи. Сите овие работи наведуваат дека и што слушаме сега мислите на пат до федерализација, за тоа ве прашав, за дали мислите на тоа или мислите ќе застане на овој? Ќе застане. Некогаш викам ајде да во ред, да се заврши, еве со ова ќе се затвори прашањето. Но дали? Тука е истото беше и со рамковниот договор, истото е бидејќи во ред правата треба да се надоградуваат, меѓутоа начинот на кој што сето ова се прави ултимативно и ред други работи не е во ред, бидејќи се менуваат генерации, можеби, не викам потребите се, можеби со право сите тие работи, меѓутоа начинот на кој што ова се прави не е во ред. Така се наметнува на македонците, им се наметнува буквално на мнозинството, им се наметнува и на бошњаците, им се наметнува и на србите во Македонија, им се наметнува волјата само на една малцинска заедница. Сосема за крај морам да ве прашам, се вели дека велите има легитимно право секој од заедниците да бара поголеми права секогаш. Бошњачката заедница секогаш прво велат ние сме македонци, граѓани на оваа држава, потоа сме од бошњачката нели малцинска група, да не ја велите мала малцинска група, не звучи. Не, во ред, се разбираме на што се мисли контекстот, не во ред. Меѓутоа секогаш прво велите ние сме македонци за разлика нели од албанската популација кои што верат ние сме албанци и бараме своите права. Дали вие сте задоволни од правата на бошњаците? Сега ќе ве прашам во Република Македонија како се развива низ овие години, може ли подобро? Секогаш може подобро. Дали сум задоволен? Мислам, еве да кажеме, не сум конкретно, не сум задоволен. Можеби за тоа сум и се одлучил да не стојам по страна. Некојаш ја себе си дури не се сметам ни за политичар. Затоа сте активен, така? И пред мада за тоа вика може не се сметам за политичар, иако веќе сум во тие води. Гледав постојано соработава некои работи да промовирам, да афирмирам, да бараме и да на тој начин значи го подобруваме статусот на бошњаците. Но не правите платформи и не оценувате? Добро, сега мислам во платформите нема, ако земеме така, пак викам начинот во рете. Значи сите ние некогаш и ние сме имале одредени барања, како невладин сектор сме се здружувале, сме правеле петиции, ред други работи, некои вродиле со плод, некои не. Сето тоа е, значи, има институционален начин так. И има начин кој што значи треба да гради доверба помеѓу народите. Не е работава сега да
по секоја цена во моментот, да значи да на некој начин ние не идеме кон мултиетничка, ние се идеме пак уште понатаму повеќе да се разделуваме. Со тоа ќе дополнително мислам дека ќе продолжи уште повеќе можеби со блокади, секогаш понатаму едни со други, штом имате, значи повеќе раздалечување, тогаш нормално и договарањето ќе биде секогаш потешко. Би се надополнил кон тоа кога реков не сум задоволен. Факт е дека има многу позитивни промени што се направени. Од тој аспект бошњаците од целина гледано, меѓутоа кога кажувам не сум задоволен, мислам од имплементацијата на сите оние права кои што следуваат на бошњаците со уставот, бидејќи секогаш тука може малце и субјективно, сите ние сакаме нешто да оди побрзо и подобро. Меѓутоа на овој начин сега мислам дека сето она што се договаравме кога влегувавме во коалиција со ВМРО, мислам дека ќе биде без разлика, еве да условно кажано да беше и во позиција ќе беше потешко. Бидејќи дали во прашање ако земеме номинација на јазикот, каде е направена погрешна номинација на почетокот во некои институции е сменето, јазикот е босански, во некои институции се уште се именува како бошњачки. Понатаму исто така околу воведувањето на редовна настава на босански јазик во училишта каде што мнозинство ученици се бошњаци, тука се уште се води како експериментална, бидејќи и тука треба да претрпи да има промени во законот, бидејќи сега се водат само на 4 јазици редовна. Но од друга страна не можам да очекувам дека ќе се зголеми, еве да кажеме, до сега има неколку книги за јазик и култура на бошњаците од автори кои се од Македонија и треба тоа да продолжи сега со сите овие работи што се предвидени да се прават. Јас мислам дека не знам дали ќе излезе и многу малце ќе се направи нешто, дали некоја книга, дали нешто ќе се финансира, затоа што еве и тука уште еден проблем вработувањата. Ние сме од она нели правилна застапеност беше исто така едно од вработувањата во јавниот сектор. Ние сме заковани на тие 0,4% учество, иако смеете да кажеме според последниот попис 0,84%, значи не сме ни пола и меѓутоа сме заковани, не е ни поместено тоа. Рамковниот договор, вработувањата, сите тие, значи во секретаријатот ги предводеше токму партијата ДУИ. Со неа во коалиција во власта беше исто така бошњачка партија, значи со години, некогаш и парламентарно, некогаш и вон парламент, меѓутоа на власт во коалиција. Но ништо не се смени, значи сите тие работи јас значи така морам да кажам, морам да бидам принципиелен. Ќе кажам еве уште еден пример, можеби малци и повеќе зборувам, кога кажувам морам да бидам принципиелен, на пример еве за примерот со Босна, некои нови случувања, мада има многу такви примери, кога во случајов сега актуелно е таму околу ревизија за тужбата за геноцид против Србија и представниците на босанските срби, лидерите, значи идеа во Белград и буквално таму на консултација, таму изјави ред други работи, значи ние како бошњаци, посебно можам да замислам во Босна, ма да и контактирав, беше реакцијата зошто своја држава тука некои работи, меѓутоа ајде тој последен пример, многу такви примери, секогаш ни е криво зошто некој да има своја држава, своји представници, преседател на таа држава, ред други работи, институции, да иде надвор да се консултира и тоа нам не изличаше секогаш мешање во внатрешните работи. Токму тоа не се случува. И сега јас ако кажам дека ова не е во ред начинот на кој што се прави, јас сум свесен дека ние живееме во средини, може и повеќе, и многу пријатели имам албанци. Значи, некој тоа, јас на почетокот реков, тоа е легитимно право нивно, меѓутоа начинот не е во ред и јас морам да бидам принципиелен за тоа што еве кога е во ситуација, значи се работи значи нешто што нас директно не засега, тогаш реагираме. Кога вака некако сакаме да затоа не можев да и секогаш ќе го кажам тоа што го мислам без оглед дали можеби на некој и во рамките на мојата заедница или со бренди ќе му се допадне или не. Ви благодарам многу за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Многу е битен ставот на сите представници на заедниците сега во Македонија затоа што се засегнати, значи не само мнозинството, тука живеат огромен број на различни националности, луѓе, сите треба да имаат истите права ако се залагаме за граѓанско општество, а не да ги добијат само едната малцинска заедница или само мнозинството. Ви благодарам за гостувањето. Ние овде и ќе ги заокружиме овие вести, гледаме како колегата Бранко, еве ќе подготвен